Dujshebaev vodi. Dujshebaev, evo go Čupić, gol! Gol! I tretpad, gol! Međutim, ovoj put za evropska titula! Za evropska titula, gol! Kakva pobjeda! Овој резултат на Вардар дојде како мелем на срце, мелем на душа, што би рекол, малку народот да се опушти, да се расположи, да се израдува. Впрочем, животот е тоа, да се бориме, да имаме што повеќе радост и убавини во него. Ако гледаме во екипна конкуренција, ова е втор таков успех, пошто оној на кометал Ѓорче Петров сепак представува голем историски успех за спортот во Македонија. Представува еден чекор напред за спортското новинарство во Македонија, која во последно време беше запоставена од сите политички случувања кои што беа во нашава земја. Сепак најголем спортски успех за спортот на Македонија се златните олимписки медали освоени во рамките на бивша Југославија. Вардар успеа благодарејќи на една одлична организација, на една финансиска стабилност, благодарејќи на публиката која постојано беше од голема помош на ракометарите и тогаш кога беше најтешко и кога ги испративме во оние нокаут мечеви пред Фајнал Форот со Фленсбург. Малкуми наверуваа дека ќе се помине, но тие собраа сили, покажаа една сплотеност, покажаа дека се еден силен колектив, предводен од Раул Гонзалес, и во една таква ситуација, кога се има еден таков избор на играчи, предводени од еден таков тренер, а и со еден силен спонзор, и можеше да се очекува овој резултат. На спортот му недостасува едноставно да се реформира целиот спорт, целиот закон за спорт мора да се реформира, мора да се најде модул за поддршка на спортот. Ако не можеме да најдеме модул за поддршка на спортот, тогаш не можеме да се надеваме на спортски резултати. Еве една препорака од мене, зошто Македонија да нема министерство за спорт? Сите земји го имаат тоа министерство. Кога ќе има министерство за спорт, тогаш ќе се знае и спортот кој бенефит ќе го има од државата, а не вака инцидентот. Стои тамо во уставот дека ќе го помага. Друго е помагање, друго е кога директно ќе се вклучи и да се знае со колкави пари, со колкава сума едноставно спортот да влезе во системот на државата. Шакири гол! Гол! Води репрезентацијата на Македонија! Како фрезантен удар! Ова беше вистинска уметност! Тоа е еден од моите најпријатни моменти во кариерата. Сега ќе се поврзам и на нешто друго, кој ќе го кажам тоа. Се подготвува Шакири да изведе корнер, нешто како да ми зборуваше, како да почувствував. Не знам, тоа е некое седмо чуло, осмо чуло, како сакате, кај човек кој еве толку патувал, бил на надпревари, пренесувал, викам, леле, сега може да има, ама не очекував дека од корнер ќе даде гол. И туку топката го надлета Симон, влезе во мрежата, гол, Шакири, како фрезантен удар, ова водиме во Саутемптон против Англија, изненадување, јас очекував некој да влета, да шутира со глава, меѓутоа топката влезе. И сега Шакири, ако е албанец, Шакири ми е милен. Навивачите се една продолжена рака на политичките партии, особено за време на избори. Не да ми пречи, многу ми пречи и некогаш дури се прашувам дали да одам на надпревар од Шкендија Вардар, ако е тоа дерби или еве финалето на купот. Ти добро рече, во Шкендија, еве сега да ги изборам на прсти, ми се чини дека имаше 5 играчи што не беа албанци, или 6. Во финалето на купот со Пелистер во Струмица, неодамна. И сега Шкенди игра на меѓународна сцена, зошто да не навивам за неа? Па таа едно е представник на Македонија, второ таа ми носи овде познати европски екипи, дај Боже да стигне што подалеку во тие
европски купови, конкретно во случајот во Лига Европа. Во Македонија нема навивачка култура во самите навивачки групи. Тие едноставно не знаат да се радуваат на еден спортски успех. Секогаш наоѓаат разлог за да дојде до некој инцидент или до вреđење на другата етничка припадност или пак да дојде до насилство помеѓу навивачите и обичните граѓани низ улиците на градот Скопје.